Лидерот на СДСМ Венко Филипче по стапките на учителот Зоран Заев најави нов проект Бомби 2.0 во кој ќе објавува корупцијски скандали поврзани со власта. Бомбите ќе ги изготвувале млади партиски активисти кои Филипче ги нарече нова сила и појасни дека експерти по право и финансии ќе бидат дел од партискиот антикорупцијски тим. СДСМ повторно порача дека ќе бара помош дури и од Италија, ако можеле тие да се справат со Коза Ностра, социјалдемократите и нивните млади истражувачи ќе можеле да ја разоткријат, како што велат мафијата на ВМРО-ДПМН. Филипче ја повика и главната европска обвинителка Лаура Ковеши да дојде во Македонија и да ја истражи програмата Зипарт фондови, во која, како што вели, се загрозени 130 милиони евра. Превенцијата не успеа. Корупцијата ескалираше. И мора се да се истражи, затоа што крадењето мора да престане. Секој што крадал, ја одговара. Ние ги спремивме новите бомби 2.0. Најавам дека утре следува нова. Нов скандал, нова корупцијска шема, се членови на владеачката гарнитура. За се имаме докази, имаме документи, ќе ги прикажеме во јавност. Борбата продолжува, почитувани граѓани. Работата не е завршена. Од владеачката партија прашуваат како може лично со сомнителни морални навики да зборува за борба против криминалот и корупцијата. Со иронија му одговорија на Венко Филипче во врска со обвинувањата за корупцијски скандали. За ВМРО-ДПМН, СДСМ веќе има свој антикорупцијски тим. Зоран Ивица Заеви, бегалецот и екс-директорот на ИСМ Васко Ковачевски, другиот бегалец и како што велат партнер во криминалот Артан Груби, како и екс-министерката за култура Бисера Костадиновска, против која се води постапка. Кога СДС зборува за антикорупцијски тим, листата само се пишува дозволете. Зоран Заев, самопрогласен академик за криминал, измачкани игри и непотизам. Вице Заев, специјалист за перење пари, текстилни шеми и царински погодности. Од тимот на енергетската катедра, професорот Васко Ковачевски, човек кој треба да се врати од студиите во странство за да објасни со што точно тој тргувал. За културните шеми, Бисера Костадиновска Стојчевска, експерт за злоупотреби со активна пријава. За надворешна соработка, партнер во криминал Артан Груби. Ваков тим, вакво реформирање денеска нуди СДС. Политичката сцена повторно се вжешти, а јавноста будно ќе ги следи најавените објави и институционалните реакции. Во наредните 2 недели се очекуваат внатре партиски реконструкции и кај владеачката партија, но и во СДСМ.